почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Еве денеска поканет сум да бидам дел од денешниот економски форум во организација на Finance Think, на кој ќе имаме можност да ги видиме анализите кои се однесуваат на првата година од почнувањето на спроведувањето на планот за економски раст, за ефектот на државната подршка на развојот на компаниите. Само за подсетување, планот за економски раст донесен во 2017 година има за цел да одговори на барањата на домашните компании за да се овозможи транспарентна подршка со еднакви можности за сите компании, независно од сопственоста на капиталот или големината на самата компанија. Потоа тој план го операционализиравме преку Законот за финансиска подршка на инвестициите и среднорочната програма за подршка на микро, мали и средни компании на Фондот за иновации и технолошки развој. Една од придобивките на планот за економски раст е што ги стимулиравме домашните компании да размислуваат на среден па и на долг рок, да имаат стратешки пристап кон развојот, а секако со законот им обезбедивме сигурност дека државата ќе стои покрај нив и ќе ги поддржува нивните инвестициски зафати. Како резултат на тоа, преку Законот за финансиска подршка на инвестиции, подпишани се договори за финансиска подршка на вкупно 245 субјекти. Поддршката исплатена во овие 3 години изнесува нешто над 20 милиони евра и поддршката ќе продолжи и понатаму, а компаниите во своите бизнес планови за 5 годишен циклус презентира инвестиции од 411 милиони евра, од кои досега веќе инвестирале околу 150 милиони евра. Преку инструментите на Фондот за иновации и технолошки развој обезбедивме поддршка за микро, малите и средни компании, таму портфолиото е уште поголемо, некаде околу 550 компании се поддржани, а нивните инвестиции се околу 75 милиони евра, од кои 60% или 42 милиони евра се средства за поддршка од страна на ФИТР. Ефектот кој би сакале да го постигнеме е да ги зацврстнеме домашните производствени компании од една страна да бидат конкурентни на меѓународните пазари и да го зголемуваат извозот на производи со повисока додадена вредност, а од друга страна да стануваат се поатрактивни партнери на големите глобални компании и да се вклучуваат во синџирите за набавка. Само на тој начин би можеле да потикнеме побрз, но и одржлив раст и развој на домашната економија. Секако, планот за економски раст е одредена промена и затоа секоја промена бара време, за да ги согледаме ефектите, а секако за влијанието не можеме да збориме веќе третата година. Веќе знаете дека во моментов се работи на измени на Законот за финансиска подршка на инвестиции со цел да се амортизираат ефектите од корона кризата и ова ќе представува дополнителна помош за компаниите. Се работи на измени и дополнувања со кои ќе се релаксираат условите за аплицирање, ќе се влие на рамномерниот регионален развој, но и ќе се забрзаат процедурите за исплата на средствата. Мислам дека денеска на ова пригода е одлична можност да го најавам единствениот регистар на државна помош, проект кој го започнавме на почетокот на оваа година заедно со Светската банка. Државниот регистар за државна помош ќе биде единствена точка за контакт за информации за државна помош. Процесот ќе биде комплетно дигитализиран од почеток до крај, од информација, аплицирање и одобрување. Ова ќе допринесе за хармонизирање на планирањето и буџетирањето на државната помош. Но секако и да се види ефектот на користење на јавните средства. Компаниите и граѓаните ќе добијат транспарентен и отчетен систем за државна помош, во кој ќе биде сведено на минимум субјективното согледување и проценка. Дополнително преку овој систем ќе биде лесно да се следат сите исплати за државна помош и ќе може да се следат ефектите и влијанието на истата помош. Уште еден значаен процес кој го започнавме е и долгорочното планирање на државата, а тоа е Националната развојна стратегија 2021-2041, која покрај останатите аспекти на државно делување ќе даде јасен видик за целно
насочување на државната помош за истата да даде уште поголем импакт. Се надевам на крај дека денеска ќе имаме плодна дискусија која следи и ви благодарам. Вистина краток, мене ми е задоволство што сум денеска тука заедно со вице-премиерот и со колегите од Finance Think, за да дадем и една и стручна, меѓутоа и меѓународна верификација на еден концепт на работење, една филозофија на работење која што се воведе првично во Фондот за иновации и технолошки развој во изминатите 3 години, која што еве денеска дава резултат. Концептот на и филозофијата на работење подразбира дека со државните средства треба да се однесуваме како секој паметен инвеститор. Тоа значи дека треба да ги вложуваме онаму каде што и ние самите би вложиле сопствени пари. Тоа значи дека не треба да ги ставаме онаму каде што никогаш не би размислиле да потрошиме еден денар од нашите средства. И тоа нема да застанеме секако тука на што зборуваше вице-премиерот делумно. Само ќе се надоврзам дека ова ќе биде вовед во една поширока приказна. Че тој концепт на работење и на размислување треба го прошириме секаде. И тоа треба да биде вовед во една целосна трансформација на македонската економија, која што ќе да подразбира вложување на средства во квалитетни проекти. Квалитетните проекти подразбираат мерење и мерливи резултати, а мерливите резултати значат прво повеќе плати за граѓаните, повеќе секако квалитетни работни места и на крајот на денот повеќе придонеси назад во буџетот. Како што кажав, паметен инвеститор, односно треба да се однесуваме како и секој друг паметен инвеститор, домаќински, паметно, одговорно со средствата кои што ги вложува државата, така што благодарам секако и за Finance Think и нивните поддржувачи од делегацијата на од Норвешка амбасада, кои што направи еден пресек на досегашното работење, кои што ќе ни дадат правец и охрабрување, она што функционира како модел и концепт на размислување, да го прошириме понатаму на планот на поттикнување на инвестициите. Благодарам.